Почитувани, денес имаме прилика да разговараме во вид на интервју со господинот Драган Стоиловски, еден од представниците на Европското координативно тело за Европа, на македонците за Европа, кој што долги години е веќе активен на полето на општествената дејност во врска со општествени прашања што се случуваат во Македонија, меѓутоа исто така општествени прашања што ги тангираат нашите иселеници во странство низ државите во цела Европа. Неодамна се формираше правен субјект, посебен правен субјект, граѓанска организација Координативно тело на македонците во Европа, ќе поразговараме нешто и за тоа. Исто така ќе поразговараме за тековните активности кои што се случуваат во врска со координативното тело, меѓутоа и со одредени дневно-политички теми кои што се случуваат како во Македонија, така и во Европа. Се надевам дека ќе уживате. Добар ден, Драган. Да представив на нашите читатели. Сакам да поразговараме за повеќе прашања кои што така мислам дека ќе бидат од интерес за нашите читатели и пошироко за публиката во Македонија, меѓутоа и во диаспората. Па така најпрво на почетокот би ве запрашал. Можете ли да ни кажете нешто повеќе за самата организација за координативното тело на македонците во Европа, за нејзината организационна структура, за членството, за нејзините цели, како и делокругот на работење и слично? Да, најпрво да ви поздравам, Кирчо, за вашите активности, исто мислам и желби за да се дознае малку повеќе за работата на македонците во Европа, па и во светот. И на некој начин македонците во Делчев и во Македонија да се запознат со интересот на организациите кои што постојат надвор од Македонија за македонските прашања. Значи, сега во однос на ова конкретно прашање за координативното тело на македонците во светот, тоа е организација која што и официјално сега ја регистриравме пред 2 месеца, во јули месец, во Женева. Координативното тело на македонците во светот ги обединува оние сили, друженија и поединци кои што се за зачување на македонските интереси, значи промоција и негување на македонските интереси во државите каде што живееме. Сега како што е ситуацијата во политичката ситуација во Македонија веќе последните 4 години е актуелна и мислам со големи последици по иднината на Македонија. Работата на координативното тело на македонците, на македонците во Европа, уште повеќе се засили и целта е сега да се види што конкретно ќе може тоа тело да действува и да направи еден вид придобивка за воопшто за Македонија, за македонците во Македонија и во светот. Координативното тело започна, причинителот за тоа, ако можам така да го кажам, беа договорите со Македонија, со Преспа, од кога започна, и тогаш кога се увиде дека етапно ќе следи сузбивање и рушење на македонската држава, македонците во Европа започнаа со масовни протести. Во Европа, значи започнавме овдека во Женева, и така од Женева, тоа беше од 2017 година, потоа се направија низа протести овдека пред Обединетите нации, се направија во Германија, се направи во Брисел, во Виена, мислам имаше на секаде, и како сето тоа на некој начин не натера да се координираме и официјално да направиме тело кој што ќе може да не представува во Европа пред Европскиот парламент, Европската унија и така натаму. Што би сакал уште да додам овдека, ние, значи, првиот конгрес го имавме, основнички собор, овој конгрес уште во 2018 година, на 17 ноември во Штутгарт, каде што започнавме со на некој начин формирањето на телото и потоа имавме протест, имавме исто конгрес во Неготино, имавме
конгрес, потоа исто во Брисел, и сега наредниот конгрес ќе биде сега за 3-4 дена на 19 септември во Брисел. Тоа е, значи, една, ако можем да кажем, како критериуми, цели и принципи на работата на координативното тело, тоа е најпрво, како што и напомнав претходно, се македонските интереси. Во однос поништување на сите штетни договори што ги има направено од 2017 година владава, ако можем да наречем така, и значи ние не ја признаваме северната творба и во секој случај во ова координативно тело учествуваат оние здружени партии и држави кои што ги прифаќаат овие вредности, тоа се критериумите, и секој, мислам, е непартиско најнормално, значи интересите се најпрво, мислам, во однос на Македонија, македонските интереси, партиско инволвирање не дозволуваме, секој може да биде член било која партија, тоа не е проблем, ама, мислам, не се никако дозволува да има партиско инволвирање во ова координативно тело. И тоа е, мислам, ако можем со значи... Ако може, ме интересира кои луѓе е составено координативно тело за пошироката јавност, за тоа што се шпекулира овде во Македонија, на некој начин јавноста во Македонија шпекулира за организационата структура на тоа координативно тело и воопшто за организационата структура на македонците во диаспората, во Европа посебно, па и во Австралија и во останатите делови од светот. Значи, координативното тело, така, како што реков претходно, започна со потребите кои што се најавија, значи од 2017 година, и членуваат оние кои што се борат за таа идеја, за идејата за поништување на договорите. Тоа е еден вид на некој начин, ако можем да кажам, оската околу која се гравитира за членството во координативното тело. Тука, мислам, луѓе се они кои што се активисти, кои што се докажале, кои што има желба да работат. Значи нема никаков филтер посебен, како и претходно, значи целите и критериумите се тие, партиска неволумираност. Така, ме интересира застапеноста, од кои држави пред се имате членови во вашето? Да. Па имаме држави, започнаме од Швајцарија, имавме Германија, Франција, Италија, потоа се надоврза Австрија, Финска, сега имаме Исланд, имавме сега во последно време, мислам, најактивни се членовите и државите од Англија, од Финска, од Белгија, тука Швајцарија. Очекуваме исто од Италија поголема активност, од Германија исто вака, само мислам ако можам да додадам нешто овдека, еден многу важен документ е тоа што документ информација, значи од пред една година членовите кои што беа во координативното тело од Германија во Европа, поради вмешаноста на партијата, на задржните комитети, значи излегнува од координативното тело. Значи сега од Германија ние немаме, бидејќи претходно имаме членови кои што беа, мислам, активни, ама од доаѓањето на нивниот претседател на партијава и сигурно дали по директиви и тоа сега не знам како што, значи ти се исклучија комплетно и отидоа си работат по своја директива, партиска директива. Значи тоа се однесува за задржните комитети во Германија и во Италија. Сега ние што остануваме во координативно тело, значи сме комплетно непартиски и значи вратата отворена за многу држави, мислам македонци во државите, кои што се залагат, мислам, за овие критериуми и принципи. Така, координативно тело на македонците во Европа веќе подолго време е посветено на следењето на односите меѓу Комисијата на Европскиот совет на Европската унија и Република Македонија. Можете ли да ни кажете за нашата публика зашто точно станува збор, каков тип на активности се тоа? Па да, координативното тело, цел на координативното тело е воспоставување на мост со официјалните организации, мислам Европската унија, Европскиот парламент, кој што на некој начин Македонија почнува некој вид преговори, мислам вака, знаејќи дека стратегијата на сите досегашни македонски власти е влегување во Европската унија.
Сега ние од Европа настојуваме на некој начин, започнаме исто и лани, имавме некои посебни преговори, мислам и врски, контакти со Европскиот парламент, особено со представничката од Хрватска Мирјана Петир, каде што на некој начин ги отпочнахме тогаш на некој начин процедурално како да македонците се представат во Европскиот парламент преку својата култура, преку својата традиција, и тоа се некои, мислам сега, етапи кои што на тоа веќе исто одиме. Се прават напори да се воспостават, да имаме комплетно, мислам, тело кој што ќе видов перманентно, постојано, ќе има еден вид како седиште или во Европскиот парламент или во Европската унија. Мислам, тоа се веќе невладини организации кои што може да влезат во тој дел и кои што ќе ја следат работата на Европската унија, и особено што нас не интересира на односот со Македонија. Тоа е многу, мислам, тој дел е многу важен. И сега да, се работи на тоа за да можеме сите овие процедурални прашања и од техничка природа да можеме да ги на некој начин конкретизираме и да координативното тело да ги има сите информации кои што се важни, битни за информирање на јавноста во Македонија и за македонците овдека во Европа. Во минатите неколку години Македонија беше посетувана од страна на високи политички представници на Европската унија. Можеме да ги посочиме активностите на Федерика Могерини и Јоханес Хан, како и голем број на политички лидери на држави кои ја посетија Македонија. Ветувањата беа на широко и на големо давани за перспективата на Македонија во однос на процесот за зачленување во Европската унија. Од се до тоа, се уште ништо македонските граѓани немаат добиено како повратен одговор, односно како бенефит. Колку е далеку Македонија според вас од пуноправно членство во Европската унија? Многу убаво прашање, прашање за $1.000.000, нели? Вака на прв поглед јас би рекол 1000 светлосни години сме далеку од зачленување, конечно зачленување на Европската унија. Сега, да, вие добро насочивте ланскава година, особено кога беше прашањето за референдум 2018 година од септември, се разви широк, јас би рекол, фашизоидна кампања од страна на сите европски лидери за промена за вршење маркетинг за промена на уставното име. Значи тоа се нема видено никаде. Бар во Европа, ако зборуваме во европски услови. Но тоа е што е, да не се навраќаме, мислам да не се навраќаме, бидејќи темава е многу широка. Јас би рекол, би дал неколку малку од техничка причина, не техничка причина, него процедурално како следува зачленувањето и кои се фазите на една држава, европска држава, да биде член на Европската унија. Значи, тоа се некаде околу 9 етапи. Македонија официјално го има статутот на европски кандидат, на кандидат за Европската унија. Значи, тоа од 2005 година. Од 2005 сега сме 2020 година. До сега имаме само препораки. И од ланскава година, со договорот од Преспа, бидејќи тоа е главното за нив, се отпочна за отворање на преговори. Значи нема никаков датум уште. Ние сме сега, кога ви зборував за етапите, од 9 етапи, сега ми четвртото и петото скалило. Тоа четвртото и петото скалило што значи? Сега треба Европската комисија, под препорака, мислам, на Европската комисија, да свика меѓувладина конференција со Македонија и со Албанија, бидејќи тие се двете земји сега, мислам, какова. И нова меѓувладина конференција се утврдува рамката на преговори. Знаејќи дека во таа рамка, значи, постојат 3 точки кои што се битни, значи се утврдуваат принципите како ќе се одвива, се утврдува суштината на тоа што ќе се зборува, на тоа што ќе се работи, и третото е процедурално, по кои процедури ќе се работи на сето тоа. Значи сега наредната етапа треба да биде отворање на ова, започнување на ова меѓувладина конференција, каде што еве од јули
сега оваа година 25 јули ако не се лажам, од страна на комисарот за проширување, унгарскиот представник за проширување, тој ја даде Оливие Вахтелуј, сега името му е малку тешко изговарање, го посочи тој дел и Европската комисија изработи на некој начин план за отворање на оваа рамка за преговори. И како ќе се одвива тоа? Значи, еве, во најскоро време, сега кога ќе биде тоа не се знае, ќе требе за отворање на оваа меѓувладена конференција, каде што на неа ќе треба сите држави да се согласат со прашањето кои што ќе бидат натре. И тогаш, кога ќе се добие тоа зелено светло, се отвара оваа меѓувладена конференција и тогаш се оди по поглавја. Значи има некаде околу 35 поглавја кои што една држава треба да ги започне до конечното влегување во Европската унија. И сега, што е многу важно, мислам да не должам многу во овај технички, мислам, овај начин, многу е важно што постои принципот на реверзибилност. Тоа што значи? Тоа значи дека од овие 35 поглавја, кои што се поделени во 6 досиета на некој начин, области се тоа, и сега вие можете да стигнете, например, до 34-то поглавје. Значи, тоа се подразбира години, нели? Али 10-20 години, а сега чисто вака. Турција е веќе 50 години. Мислам, 50 години, веќе повеќе од 30 години преговара. И сега, значи, вие можете на последното скалило да дојдете и ако еден од земјите членки, значи не се согласи, ќе ве врати назад од почеток. Преведено на македонски со неколку збора, што значи? Значи дека сите сега оваа рамка што ќе се постави на Македонија, што веќе сите ја знаеме, значи мора сите барања на соседите да се прифатат. Тоа го знае и опозицијата во Македонија, значи многу добро го знае, тоа го знае позицијата за нени правен збор, значи тоа преведено уште еднаш на македонски, значи бришење комплетно, значи Македонија како Македонија, значи веќе сега не е ни Македонија, него северна, значи никош неки да може да влезе во Македонската унија со зачуван идентитет, историја и сега сите овие работи. Значи тоа подразбира вие свесно, процедурално и тоа на долга стаза. Значи било која влада тоа не може да го промени после. Бидејќи сега ние знаеме дека сите во Македонија партии опозиција се стратегиски за Европската унија. Значи они сите се свесни за сите фази што постојат и тоа е најотворено, најтранспарентно. Значи ништо не, сега може да ги види сите овие работи што ги зборува. И значи тоа ќе се отвори сега за кога ќе се доби датум, тоа уште не знаеме. Значи датумот ќе трае, не знаеме кога ќе биде, ама колку години сме ние далеку, навицина ја би кажал вака, под услов најдобро да одиме. Мислам да ги задоволуваме сите барања на соседите, а вие самите знаете што значи тоа, значи би рекол некаде околу до 20 години, 10 до 20 години сега не знам, ама тоа подразбира и да се има правна држава и сите овие работи. Ама тоа сме далеку. Ако смеам да заклучам од вашето кажување, на некој начин Европската унија го злоупотребува механизмот за предпристапни преговори за да избрише цела една држава од мапата на Европа, односно цел еден народ од етнографската мапа на Европа. Со овие преговори кои што ќе се наметнат доправа или датумот кој ќе дојде, на некој начин ќе се пролонгира влезот на Македонија во Европската унија, а до тогаш на некој начин ќе се сузбие се што е македонски национален интерес или македонско национално убедување кај граѓаните во Македонија, ако смеам да заклучам. Многу добро резиме направи Кирчо, да. Само мислам Европската унија тоа се мислам тие работат со политички жаргон што никош не може да ги разберете. Тоа е суштината што резимираме сега и двајцава. Ама тие велат вака и тоа мислам најтранспарентно. Тие велат, значи треба да се еден од принципите на француски bon voisinage. Тоа значи добро соседство. Значи вие треба добро соседство. Значи да најдете заеднички јазик. Знаејќи дека овдека е неравноправна борба, нели? Значи сите услови ги диктират посилниот кој што е веќе внатре во тоа, тој како на ринг.
на боксерски ринг и излезете, еден во тешка категорија, некој со лесна категорија. Значи, не се истите услови. И тогаш него не го интересира. Европската унија ви вели, значи еве го, и додека ви тоа не го задоволите, они не влегуваат во тоа, не влегуваат. Тие се секогаш чисти и секогаш настрана. Значи, вие го тоа направивте. Ако мислам Европската унија на вистина оди да ги почитува своите принципи и повелби кои што е во конвенцијата на Европската унија, каде што таа на вистина тоа што се несува во принципот на почитување на човечкото достоинство, во почитување на националната историја, значи тоа е во Европскиот устав ставено. Го има и во Европскиот совет. Истите, мислам, прилика се слични. Во сите повеќето членови има член 4, член 3. Значи тоа, ако се оди на вистина да се направи тоа што го пише, окей. Ама таа само вели, вие треба да има добра соцсвета, завршете го тоа, тогаш кога ќе го завршите, тогаш ќе можеме да продолжиме втора, трета, четврта етапа. Значи таа не ви вели, вие ако ви каже дека вие сте фашизуини, сака да не унищите, вели не, аз немам никаква врска со тоа. Значи тоа е тоа што го резюмира, значи само со друг политички начин. Повеќе европски држави во моментот се зафатени од поголем број на граѓански протести што се однесуваат на рестрикциите во однос на граѓанските права и слободи, наметнати под диктат на пандемијата со COVID-19. Во Македонија информативните гласила многу малку известуваат за ваквите движења на демократските процеси низ Европа. Можете ли да ја запознаете нашата публика изворно за што станува збор, бидејќи на некој начин ги следите тие процеси и сте присутни многу повеќе во тие, бидејќи средства за информирање во Европската унија на некој начин, односно и во вашата држава во Швајцарија, функционираат на поинаков начин од што функционираат во Македонија? Да, тоа прашање поврзано со COVID, ситуацијата со пандемијата COVID е многу интересно прашање и еве трае веќе повеќе време од февруар месец некаде. Знаеме дека Светската здравствена организација се наоѓа во Женева и токму пред 2 дена се имаше во Женева еден поголем протест околу 1000 луѓе кои што пред ситиште на Обединетите нации протестираат токму против COVID, против мерките кои што се преземени од страна на владата во Швајцарија и односно од Светската здравствена организација кои што ги упатува на сите овие држави за да ги спроведуваат. Знаеме мерките кои се, значи тоа е лишење на слободата, на слободно изразување, бидејќи сега вие се наоѓате во ситуација кога влегувате веќе на пример во јавниот живот, во било која институција, во трговски центри, значи вие мора да носите маски. На некој начин луѓето го изгубуваат тоа најосновното што се види, дишење на слободен воздух. Тоа е, мислам, веќе сега за сега се има некои зачетоци, мислам, луѓето се револтират. Еве, во Швајцарија имаше, во Цирих, во Берна, во Женева, во високо ниво се имаше во Германија, во Минхен, имаше во Мадрид, во Брисел, каде што еве во Брисел го придуваше короната вирусот со корона циркус, бидејќи луѓето не веруваат во тоа. Луѓето не веруваат и велат не ви се плашиме, значи ќе одиме до крајот. Сега не можеме да кажеме дека има некоја голема масовност, дека луѓето масовно излегуваат. А се јавуваат сили наистина кои што се против ова и ќе поврзуваат ова пандемија за коронавирус и со 5G, со мрежава за мобилната мрежа што постои. Значи еве така се во Брисел и против тоа исто протестираше во исто време, против вакцините на Бил Гейтс. Од исто време, бидејќи тоа се некои поврзани, мислам, ви работи. Со еден збор што сакам да кажам, значи, да, воопшто земено, Македонија дел од овој дел, се наоѓаме пред некој чин каде што човечкото достоинство се губи што повеќе и човекот се сведува на еден вид да биде роб и кој што ќе треба само да ги завршува наредбите кои што ќе доаѓаат од озгоре. Значи тоа е веќе една голема игра која што се, мислам, глобална игра која што се веќе води подолго време, значи не од сега, само сега се добива некоја поголема завршница вака. Сега многу да не должиме од ова, да, во врска значи со короната вирусот луѓето манифестираат, го искажуваат својот немир и сега само прашање колку ќе биде масовност на тоа и колку тоа ќе може да допринесе за да се променат некои работи. Дали ќе ги прифатиме комплетно
тоа што ни се налага и така ќе живееме со тоа, или навистина народите ќе се побунат во поголем број и ќе ги принудат владите да ги минуваат своите одлуки. Знаејќи дека скоро сите влади ги добиваат пораките од Светската здравствена организација, а Светската здравствена организација е водена, е буџетирана, мислам финансира најголем дел од што ги реков од Бил Гейтс и од овие други. Значи тоа е на некој начин оваа хоризонтала кој што односно вертикала кој што се одвиваат работите воопшто земно и во овој контекст е и случајот со коронавирус. Така, значи не е само во Македонија да има недоумица кај луѓето во јавноста во однос на 5G мрежата, затоа што во изминатите неколку месеци бевме сведоци на социјалните мрежи да имаше реакција од страна на јавноста во однос на функционирањето на 5G мрежата и на некој начин од страна на така наречени експерти се бранеше таа 5G мрежа дека не била штетна, не била на некој начин уште повеќе е корисна за современото функционирање. Значи не е само во Македонија одбојноста на народот спрема 5G мрежата, значи има и во Швајцарија и понатаму и во други европски држави. Да. Точно. Добро, важите вие како човек за добар познавач на политичко-обштествените состојби во денешна Белорусија. Јавноста гледа дека таму се случуваат големи граѓански протести против актуелниот председател Лукашенко. Кои се генералните карактеристики на оваа кризна состојба и можете ли да направите паралела со состојбите во Македонија, односно нели во Белорусија се случија избори за председател, па опозицијата не ги признати избори, додека исто така во Македонија се случува избори кои што голем дел од јавноста ги сметаат за нелегитимни, а додека од друга страна, иако декларативно опозицијата ги прогласи за нелегитимни, односно за корумпирани, легално корумпирани избори, сепак ги призна и продолжи да функционира во рамки на институциите на системот. Па да, мислам, што е интересно за Белорусија и спојот со Македонија е тоа што во исто време се случи избори и во Белорусија и во Македонија, значи скоро во исто време. Изборите беа фалсификувани во Белорусија, како и во Македонија. Значи аз ќе гледам спојката и интересот македонски што е овдека во овој дел. Во Белорусија што се случи? Значи знаеме дека во Белорусија скоро 26 години председател Лукашенко е на власт. Значи кога 90-те години во сите држави во Европа постоеше овие партиски систем, значи во Белорусија остана наставно тоа. Значи не 30 години остана така и сега почнуваат, значи со 30 години назад да ја пребудуваат ова болест што може, ако можам вака да кажам. Значи, еде ви диктатура, точно 30 години, тоа е што е. Луѓето сакат сега промени, ама најмногу што ги интересира беше проблемот со фалсификуваните избори. Еве сега еден пример, јас имам повеќе, мислам, контакти со многу луѓе од Белорусија овдека. Во диаспора, во белоруската диаспора, например во Швајцарија, кога се гласаше, имаше во Берн околу 290, мислам, пријавени. Од тие 290, 280 беа против Лукашенко, беа за Тихановскаја. Значи 80% сега, колку повеќе. Истите резултати официјални се спротивни. А како направија Белорусија? Тие направија екзит пол, значи после изборите, мислам на секоја во амбасадите, тоа го направија во Европа, на ниво на Европа, и направија анкета кој за кој гласал. Значи 80% од диаспорава во светот белорускава гласаше против Лукашенко. Во Белорусија, значи се направи дека Лукашенко добил како и секоја година, мислам секој изборен процес. Ама сега луѓе дојдоа, мислам се случи навистина нешто што досега не беше видено во Белорусија. Луѓе излегоа на улица. Сега мислам секој излегување тоа да. Точно, сценарието
македонско. Значи пред време се знаеше кој ќе ги брои, колку ќе бидат. Ние, јас не знам дали се кејате, јас исто напиша два дена пред изборите со колку ќе победи Лукашенко. Тоа го знаевме сите, мислам сите, тие кои што повеќе се интересираме за ова. Значи, да, точно, значи нема волност на слободна демократија, слободни избори, нема ништо тоа. Сега, например, под услов добил Лукашенко 80%. Со 80% ви имате 200.000 на улица. Знаејќи дека Белорусија скоро, мојата сопруга е од Белорусија, затоа ги познавам повеќе, мислам работиве, повеќе пати сум бил во Белорусија, можеби 10 пати досега. И на многу пати им велам кој ќе се разбудите. Кој ќе се разбудите бидејќи имате се тука еден човек, мора да има повеќе партиски систем. И сега што сакам да кажам, значи се разбуди, има скоро 200.000 на улица секоја недела и опозицијата која што е предводена беше во почетокот од Цепкало, Бобинко и Тихановски, тројцава беа, сите се во затвор од овие. И што се случи? Тогаш сопругите, нивните сопруги ги зеде нивните места. Значи Тихановска, Светлана Тихановска, на Цепкало исто женава и потоа од штабот на Бабарико дојде исто жена. И сега сите се затворени пак. И од овие, мислам затворени или отидени надвор од Белорусија, например Тихановска, она е сега надвор. Сега постои совет за координација за преминување на власта, транзитска власт во Белорусија, кој што водечи сега затвор. Единствено остана женава, како се викаше, Светлана Алексиевич, мислам, кој што доби ланскава година Нобелова награда за литература, кој што она единствено остане и неа сакаше да ја затворат пред 3 дена, 4 дена, мислам толку отплика некаде имаше и со помош на незините врски што ги има, мислам, во однос на побунување на оваа интелектуална класа што постои во Европа и тогаш дојде многу пратеници, мислам и угледни луѓе кои што дојде во низиниот стан и тогаш Лукашенко престана не успеа да ја затвори. Пото што ми, значи, како и во Македонија сега, бидејќи тоа корелација со Македонија да ја направиме, имаме исти избори, фалсификати избори, во Белорусија се побунуваат за тоа и ќе одат до крај, бидејќи они немат други, како и ние немат друг избор, мислам, друго решение. Многу е опасно таму, мислам, јас има некои слики, тоа е ужас. Сега ние во Македонија си гледам коментари повеќе, значи повеќе се за Лукашенко, за не знам, тоа не можам да го разберам. Се поврзува со Сорос револуција, со Шарен револуција. Ако сакате, например, Шарената револуција во Украина, како беше со кршење и со било што, овде дека нема. Баш сега ми кажуваше пред 2 дена, јас учествував пред некој време видов, мислам, на видео Тихановска со диаспора, во основната диаспора. И сега Лукашенко бил изненаден најмногу, тој надевал од дека сила ќе се употреби и тој намерно има своја гарда, мислам, кој што ќе се справува со оваа сила со сила. Ама тој наидува со жени, со цвеќиња, кои што за тоа нема сценарио. Мислам, нема сценарио кој што не бил подготвен. И борdo што ми значи, да, тоа е во тој дел ќе се води колку ќе истраат сега белорусите, не знам. Углавно нас што ни интересира треба да го земеме тој пример во Белорусија за фалси изборите. Кај нас никој ништо не вели. Значи дали имаме фалси избори или немаме? Ако немаме фалси избори, значи треба да му честитаме на Заев и на Дуи што во Струмица, во Дими Хисар и во други места каде што 80% имаше гласачи на овој изборен резултат на Дуи, каде што нема еден албанец, значи тоа треба да го легализираме, да го признаеме, бидејќи не се спротивставуваме. Во Белорусија се спротивставуваат, а тој велце не легални, се фалсификувани, затоа ние ќе одиме до крајот. Во Македонија, значи тој проблем ние го оставаме настрана и се занимаваме со Шарена револуција, со некој наместо тоа некој ти подава рака за да си идеш нагоре, значи во тој момент тоа нам ни треба непризнавање на избориви, ние се фаќаме на трети, мислам, работи и правиме анализи за некои работи кои што можеби никој што сме не чули за Белорусија до сега. Некои спинуваме некои работи кои што веќе постои точно Шарена револуција, постои Сорос револуција, постои, ја и за тоа има многу пишувано повеќе Антифа, што се случува во Америка, глобалната инвазија што постои насекаде точно, ама треба да се види сршта и да се види на вистина што е вистина во тоа што се зборови или не.
Значи, вие што ми имате 2000 секоја година на улица, мислам секоја недела, значи нешто се случува во таа држава. Добро, тоа е на некој начин широка политика, висока политика, меѓународна, геостратешки интерес на големите сили. Сега на нас овде во Македонија ни останува или да се помириме, како што рековте, со овие, како што ги кажавте, фалс избори и да продолжиме понатаму да живееме во системот или на некој начин да му прекосиме на самиот систем, дали тоа ќе биде во вид на протести или во вид на лично несогласување, останемо на секој од нашите читатели да си го избере својот начин на борба во животот, нели, во секој случај демократска борба. На некој начин, вие како координативно тело и вие како представник на координативното тело, ви предстои годишна конференција, како што спомнавте на почетокот, на координативното тело на македонците во Европа, која што ќе се одржи во Брисел. Кажете ни повеќе зашто точно станува збор, каков тип на конференција е на некој начин и зошто се одржува баш сега оваа конференција? Па, вака, ова конференција се одржува бидејќи на некој начин поврзани со процесот во Брисел што ќе го правиме сега на 19 септември. Конференцијава е на некој начин сега официализирање на телото и подружување со целите и активностите кои што ќе следат во едина. Знаеме дека во Европа не постои сила, организирана сила на македонци кој што ќе може да действува нормално во кој што ќе може нормално да действува во за зачување на македонските интереси, се некако е спонтано, стихино. И тоа, мислам се овој конгрес, конференција што го предвидуваме во Брисел е од преаѓање од спонтанност во организираност на действувањето на нашите, мислам, активности. Целта на процесот, ако можам вака да ги поврзам, е прво во однос на изборниот фалсификат. Значи, ние го негираме изборниот процес што се случи во Македонија сега, знаејќи дека Европската унија беше едно од првите кои што ги призна избориве, значи призна изборен фалсификат. Ние сите знаеме дека изборен фалсификат. Значи, една од целите за процесот е баш тој изборен фалсификат и во исто време огорчување и негодување на политиката, на европската политика во однос на Република Македонија, односно на тој што го зборавме и претходно, да не кажем јас, фашизоиден пристап во нудење на преговори на една држава со Европската унија, значи исчезнување од картата на географската карта и исчезнување од идентитетската карта на нациите. Значи тоа е нешто многу голем процес, тоа мислам, затоа мислам секое размислување дури, како да кажам, е надвор од оригиналност, од рационалноста. Значи на такви прашања мислам не се ни разговарат. Токму баш за тоа ние ќе протестираме, мислам, во однос на сите нивни поддршки за овие договори Македонија што ги направи со соседите, а на штета на самите нас. Сега исто конгресот, како што реков претходно, е официализирање, значи поменување од спонтаност во организираност на действување на македонците во Европа, како што рекаме со активности со Европската унија, со Европскиот парламент, формирање македонски национални совети насекаде во Европа, тоа е многу важно. Еве имаме еден ваков македонски национален совет во Швајцарија, кој што го создадовме пред ланскава година. И целта на овие совети се на некој начин регрупирање на сдруженија, поединци во државите каде се почнат македонци и се тоа ставање на еден куп и така потоа давање информации како што да можат македонците организирано да действуваат во нивните активности. Многу се важни, мислам, има области кои што се премногу важни за координираност. Тоа се, например, областите во однос на наставата по македонски јазик. Тоа е многу важно. Еве сега во Швајцарија, во сите други држави, бидејќи ние знаеме каква е политиката во Македонија во однос на самиот процес, во однос на јазикот, во однос на историјата. Значи тука има многу важни прашања што треба да се најде одговор како ние ќе действуваме, дали ќе знаеме северните
институции или ќе одиме надвор од тоа. И значи конгресот е во тоа, во конечно официализирање и на овие работни групи, преку работни групи и секој да действува во својот домен. Исто се надеваме сега ќе формираме и свој медиум, каде што ќе можеме да ги пренесуваме редовно нашите информации.